Почитувани, следите интервју на Макфакс. Во рамки на Светската недела на доењето од 1 до 7 август разговараме за бенефитите од доењето и мајчиното млеко, за сите дилеми околу начинот на доење, но и за прашања поврзани кои произлегуваат од последните истражувања во кои супстанции од мајчиното млеко помагаат во процесот на уништување на канцерогените клетки. За сите овие дилеми, за сите овие прашања, одговори ќе бараме од професор доктор Аспазија Софијанова, раководител на одделот за интензивна нега на детската клиника и председател на Сдруженијето на педиатри во Македонија. Добре дојдовте. Добро ве најдов и многу ви благодарам, бидејќи навистина еве оваа недела цел свет практично го чествува од 1 до 7 август. Да речам, начинот на кој што ние постоиме и екзистираме воопшто, а тоа е начинот на кој што се раѓаме и првата недела особено во животот и целиот тој месец и понатаму преку мајчиното млеко. Така, почнуваме со прашање, еве да речам ќе одам од оно што ми покажуваат некои последни статистики, можеби не се од годинава, но од претходни години каде што се забележува тренд на намалување на мајките кои ги дојат бебињата. Зошто во оваа насока, мислам, дали практично се презема нешто, здравствените власти преземаат ли нешто за да се смени овој тренд, бидејќи ќе говориме за бенефитите кои ги има мајчиното млеко? Знаете како, затоа и ми е драго што сум тука гостин, бидејќи на некој начин еве ќе говориме за тема која што понекогаш ја подзабораваме. Се сменува начинот на живење, се менува и начинот на живење на идните мајки, велам, воопшто и на девојчињата кои треба да знаат дека кога ќе постанат мајка, тоа е нешто што во животот се случува и представува најголемата привилегија која воопшто човештвото ја има, а тоа е постанувањето, односно потомството кое го оставаме зад себе. Тоа е привилегија на жената, односно заедно со својот сопруг, односно партнер, како и да е, едноставно може да го има плодот, односно се раѓа детето или нешто што представува продолжување на генерацијски или еден трансгенерацијски продолжеток на нешто што значи животот, бидејќи како и да е, аз тргнувам од себе. Значи, колку и да во животот и сум имала задоволство, најголемото задоволство ми се двете деца, независно од тоа колку, како и што во текот на денот ќе ве изнервираат или ќе ви се однесуваат вака или ќе имате потреба понатаму во животот да им се посветите, но она што тие ви го носат како задоволство нема цена. Токму и затоа оваа недела ја кажуваме и ја зборуваме, бидејќи на тој начин зборуваме за новороденчињата, зборуваме за животот воопшто и во разговорите кои што ги правевме и со УНИЦЕФ овие последни денови, бидејќи тие ќе ни бидат еден од спонзорите и ќе ни го одбележуваат периодот кога ќе ги да речеме ќе одржиме ние првата балканска школа на педиатри, која ќе биде идниот месец, и каде што баш ќе говориме за мајчиното млеко, ми доаѓа на памет дека пак во педиатријата воопшто и во животот, кога ќе дојдат токму овие 7 дена, кога говориме за мајчиното млеко, говориме практично за животот. Бидејќи мајчиното млеко и раѓањето на новороденчето, почнувањето на доењето, растот и развојот представуваат живот. Тоа е она кое што го не прави нас во секојдневието да го, да речам, оствариме она кое што ни укажува дека представува зошто ние практично постоиме. И кога ќе го видите одделувањето на детето од мајката, од утробата на мајката, тие први моменти на допир и првите 2 часа кои што се клучни, кога се допиран или самото новороденче врз незината кожа или skin to skin, сега ако е тоа и царски рез, повторно имаме начин на кој ние ги доближуваме новороденчињата до мајката да го почувствуваат допирот и да почувствуваат дека доаѓаат на свет и целата таа конекција, целата таа симбиоза навистина нема цена. Најчесто се збунети младите мајки кои што туку нели донеле дете на живот, бидејќи целиот фокус веројатно бил посветен на како ќе помине породувањето. Најчесто кон тоа се фокусираат, па кога ќе дојде детето, верувам дека има многу заблуди околу тоа сега што да правам со ова дете, постојано плачен или што да му направам. Која е улогата практично, значи во првите моменти на
тимот на лекари, на педиатри, на патронажните сестри, веројатно потоа патронажните, но првиот момент кога е што туку породена мајката и детето, која најчесто и не знае или не следела, не читала како да го постави детето, како да се поврзе со него, или велат некој дете не фаќа од веднаш, како велат, не почнува да цица од првиот момент. Го поставувате клучното прашање на кое впрочем треба да и понатаму разговараме воопшто на сите нивоа. Значи, прво мајката или идната мајка сепак треба полека да се спрема за тоа што ја очекува. Голем процент од мајките не се спремни, како што реков ти, оној момент на допирот што треба да дојде после раѓањето на детето и допирот со дојката, која што практично представува нели местото преку кое што детето треба да почне да го живее животот, е првиот здив кога ќе се роди, првиот плач кога ќе заплаче, велат луѓето, плачат кога ќе се родат и плачат кога умираат. Тоа е практично оној дел кој што е многу важен да го почувствува и самата мајка, тој чин на раѓање и создавање на новиот живот, кој представува продолжеток, рековме, трансгенерацијски. Таа сепак треба да биде спремна, бидејќи нормално дека целиот тој хормонски статус што се случува во текот на самата бременост и после раѓањето е оној момент кога и допирот или самото всцицување представува начинот на кој што се стимулира целиот организам, односно преку дојката, односно преку системот на млечните жлезди се лачат тие хормони кои потоа го продуцираат млекото и кој представува практично основната храна за живот и основниот начин на кој идниот организам расте и се развива. И да не заборавиме, првата година, како што ќе порасне детето, никогаш понатаму во животот нема да порасне. Тоа се очекува, да кажеме, повеќе или помалку до првите 6 месеци да ја дуплира својата килажа. Често пати тоа доаѓа и многу повеќе кај тие кои што се на мајчино млеко и многу побрзо растат, се развиваат. Дури има статистика која укажува дека развојот на мозочните клетки особено е стимулиран од мајчиното млеко и да ја триплира својата килажа, односно да стане, да кажеме, негде 20 до 30 сантиметри поголемо од она што било кога се родило. И тоа никогаш повеќе нема да се повтори. Затоа велам, неонатологијата, односно неонаталниот период од тие први 40 дена, а потоа е доеначкиот период е најспецифичен, е строго привилегиран на нас педиатрите, кои затоа на сите вакви школи, предавања, конгреси, постојано дебатираме на таа тема. И ова е еден апел кон тоа, дека мајчиното млеко, независно колку еве мајките сакаат или не сакаат да го тоа прават, треба да знаат дека представува нешто што никогаш повторно нема да им се случи и најголемата привилегија на жената да може преку тоа практично да на своите очи пред себе гледа како расте незиното дете. Што правиме со предвреме родените дечиња? Тоа е токму работата која што ја работиме ние на оделите за интензивна нега и терапија и се голем е трендот на предвремено родените. Дури се смета дека 17%, а веќе истата бројка се качува на светско ниво зборува. Мајка е нас во Република Македонија. При тоа се одделуваат дечињата од својата мајка, бидејќи понатамошниот дел на нивното, да речам, дозревање го правиме ние во инкубатор, која имитира утробата на мајката и нормално храната. Тука е она на кој треба сега да обратиме посебно внимание. Мајката мора да биде заедно со своето дете. И затоа веќе ги правиме френдли и самите интензивни единици, каде што ќе може мајката подолг временски период да биде заедно со своето дете. Дури го вадиме од инкубатор со сите тие цевки и машини со кои што дише тоа дете принудно, бидејќи мора да се доразвијат белите дробови и се става така наречен kangaroo style или кенгурски стил во кој што таа го држи и ако ништо друго допирот и топлината ја чувствува на мајката, се одмолзува и ние правиме ексклузивно доење кое што практично преку мајчиното млеко детето си го прима и онаа калориска вредност која е потребна за да се расте и да се развива многу побрзо и подобро, бидејќи веќе е родено пред време, а во исто време да ја почувствува топлината и нежноста и љубовта на својот родител, бидејќи ние не можеме да супституираме тоа што родителот практично го има. Прашањето повеќе ми беше во насока што е со доењето, бидејќи знаеме за важноста од како се вели банка на мајчино млеко, значи сега колку што јас имам информација до храната оди преку адаптирано млеко кај
новороденчињата? Банката за мајчино млеко е исто така едно од начините на кои што новите и модерни интензивни единици се занимаваат, меѓутоа таа е малце покомплексна, се уште нема онака официјална, да речам, банка за мајчино млеко, но има мајчички кои што го оставаат млекото и имаме специјални места, односно така наречени фрижидери или места во кои што се сторнира тоа мајчино млеко и ние на одреден временски период ексклузивното мајчино доење го даваме или преку сонда или преку нормално кога ќе веќе биде развиен рефлексот за цицање, тогаш го даваме и преку шише или било како, важно да го прими тој колострален дел или екстрактот од млекото кое содржи највеќе липиди и највеќе јаглени хидрати и шекери кои се важни, пак ќе кажам, за растот и развојот на тоа детенце кое е во инкубатора и воопшто и за самото новородено. Банката за млеко е пастеризирано веќе тоа млеко кое што го добиваме од мајката и се прави на специјални начини, специјализирани начини. Тоа го има во Институтот за неонатологија во Белград и мислам дека постепено и ние веќе работиме на тоа да направиме таква банка за мајчино млеко која што нема да биде само за одредена мајка дете конекција, туку ќе биде со можности да и други дечиња кои што не можат, чии што мајки не можат да едноставно имаат млеко, да можеме и со тоа млеко ги да кажам на некој начин да го дадеме и на други дечиња, а со тоа антибиотикот природен, бидејќи мајчиното млеко во исто време представува еден природен антибиотик, го возможиме и на другите деца чии што мајки не можат тоа да го направат. И тоа е таа така наречена банка на мајчино млеко, каде ќе можеме практично ние и на другите дечиња да им возможиме таков тип на ексклузивно доење. И на почеток ве прашав, но малку се посветивме на бенефитите и предностите на доењето, бидејќи нели статистиките говорат дека, или ајде да не ги земеме статистиките, да зборуваме општо за мајките кои имаат млеко, но одбиваат да го дојат детето, веројатно затоа што е полесно да оди преку процесот на цицање, на исхранување преку адаптирано млеко, бидејќи постојат сега многу нели на пазарот формули кои може да му се дадат на детето, зависно нели од финансиската состојба и кое го прифаќа бебето, но што презимаат практично, веќе кажам, здравствените власти за да се смени овој тренд, за да се мотивираат повеќе мајките да се посветат на доењето? Знаеме што е најлесно. Секојаш патот до пеколот велате поплочен со најубавите плочки, меѓутоа ако сакате да имате едно здраво дете и ако сакате навистина, еве јас ќе ви кажам и статистиката и воопшто научните истражувања што укажуваат на тоа дека доените деца имаат дури и ментален склоп малку поразличен, дури и во својот ментален развој имаат многу поголема, да кажеме, ова што го напоменавме, развојот на невроните и воопшто развојот на централниот нервен систем оди многу поразлично. И затоа еве уште еден апел. Сигурно дека е лесно да се направи адаптирано млеко и формула и таа да се даде. Навистина некаде постојат и индикации од страна на мајката каде мораме тоа да го почитуваме. Не е секогаш само незината желба, односно не желба да го дои детето. Тоа се веќе реални медицински индикации, за нив не говориме. Говориме за реалните индикации каде сега одредениот тренд модерен прави да дел од мајките повеќе би сакале тоа да го прават на полесен начин, да речеме, на некој вака индиректен стил на говорење, меѓутоа, пак ќе кажам, се коригира во животот, не се коригираат првите 6 месеци, не се коригираат првата година дена. Тоа не се коригира. Значи, ако мајката сепак го дои своето дете, таа треба да знае дека на тој начин не само што му внесува антибиотици, не само што му внесува антитела, не само што внесува корисност, не само што го развива мозочето на детето многу подобро. Влијае и на неговиот иден имунитет, влијае на неговиот иден статус во однос на надминување на сите болести кои може да го затечат во текот на првата година, првите 3 години кои се клучни во неговиот раст и во неговиот развој. Значи, она што може да го даде како бенефит мајчиното млеко, никогаш не може да се субституира со ништо друго. Освен, рековме, при реална медицинска индикација, каде што не би можело нели бебето да цица од мајката и тоа го одредува, пак ќе кажам, лекарот и во согласно со матичниот педијатар нели или патронажната сестра доколку види ако има одредени проблеми. Пак ќе кажам и ќе напоменам и ќе го дадам апелот. Се во животот може да се надокнади, но не се надокнадува првата година дена. И некогаш велат фалат тие понатаму во животот. Еден Алберт Ајнштајн, бил Алберт Ајнштајн и покрај тоа што бил роден пред време, бил завиткан во фолија, бил ставен во рерна, која имитирала инкубатор, но мајката го дојала. Како и да е. Вака или онака.
станал тоа што станал. Значи, овозможило сите тие фактори кои сега ние ги имаме, да ја кажам на свој начин, механички одлично подготвени, но природата не можеме да ја избегнеме. А природата е сепак најубавото нешто, тоа е мајката која си го дава своето млеко, бидејќи тоа е природен тек на најздравото нешто што може да го добие детето кога ќе се роди. И сега има некои истражувања светски кои покажуваат дека можеби дека има супстанца во мајчиното млеко која можеби помага во процесот на уништување на канцерогените клетки. Има ли докажано дека ова навистина мислам постои или се уште се чекаат резултати кои би ги потврдиле овие тези? Медицината затоа е наука која што се занимава и со клинички истражувања, се занимава и со клинички поуки, како што сега зборувавме колку е важноста на мајчиното млеко и на доењето воопшто, но науката си има и дополнителни своји сегменти во кои клинички истражувања докажано дека делови од мајчиното млеко може да послужат доколку се екстрахираат и се употребат во однос на лекување на одредени, да кажеме, малигни болести, тоа е веќе во фаза на истражување, а особено канцер на кожа. Ако веќе тоа излезе како нели неколку фази постои, ако излезе како докажано дека навистина е тоа така, вие знаете и ако се сеќавате уште велат понекогаш послушај ги постарите што ќе кажат. Со мајчино млеко лекувале многу работи. Нели, стави му малце од мајчиното млеко и ќе видите како заздравувањето оди побрзо. Да. Не било тоа случајно кажано. Зашто е тоа така? За конјуктивитис, и за конјуктивитис, и да не кажам за рани одредени или ако било што се случува, дури барале мајчино млеко за да заздравувањето оди побрзо и подобро. Значи имало зашто е тоа така. Се што практично е доведено како заклучок, го велиме ние, е на база на така наречени кейс репорт или одреден индивидуални случаи. Но медицината бара сепак рандомизирани студии, значи од повеќе држави, и тоа е веќе на ниво на повеќе држави кои што организирано прават студии за важноста во секоја држава, од каде потоа се собираат тие резултати и ќе укажат со конечен заклучок дека мајчиното млеко, односно екстрактите тие и тие, овозможуваат лекување на такви малигни болести и веќе сме во последните фази да докажеме, а тоа ќе дојде во некоја следна наредна можност каде што ќе можеме да ви укажеме точно за кои малигни болести мајчиното млеко и деловите од екстрактите на мајчиното млеко може да помогнат во, да кажеме, помош на заздравување на одредени болести кои до сега можеби немаат лек, а ете мајчиното млеко е еден од начините на кои може да се помогне. Која е идеалната возраст кога да прекине мајката со доење? Значи, споменавте дека 6 месеци ексклузивно доење е најдобро. Препораките на УНИЦЕФ, на Светска здравствена организација, ми се чини дека до 2 години се. Но како да го прекинеме тој тренд практично, бидејќи колку е тешко да почне нели детето да цица и мајката да дои, веројатно потоа е тешко па да прекине тој процес, да се пресече со конец, затоа што знаеме дека детето последна година веќе тоа практично не е доволна храна за него. Ми поставите баш убаво прашање. Прво, ексклузивното доење до 6 месеци е навистина нешто што ќе остане како трајна препорака и тоа верувам дека што и да биде ќе остане како препорака од страна на педиатрите, од страна на сите оние кои што се занимаваат со здравствената заштита на детето и воопшто УНИЦЕФ особено кој помага приди тоа, особено во земјите кои што се можеби не доволно развиени, бидејќи баш и таму укажувањето дека улогата на мајчиното млеко до, како што напоменавте, 2 години навистина заменува многу од нештата кои што некои од фамилиите можеби не може да си го дозволат, а сепак детето го достигнува својот нормален раст и развој. Вели бесплатно е. Па да не речам дека е бесплатно, затоа велат Нобелова награда, ако не си измислеше мајчиното млеко ќе добиеше за медицина и за економија, тој кој што ќе го измислеше мајчиното млеко, ама тоа е природата, е така направена да нема, тоа е природен тек и има зашто тоа така, и кога би го размислили, навистина животот е вака сега и јас си го размислам, иако го работам во секојдневието, ама кога ќе дојдам во позиција да бидам од другата страна, вие не знаете кој е тоа задоволство кое што детето го чувствува кога практично е заедно со своите родители и кога ја добива храната и кога му причинува задоволство на започнување на новиот живот. 6 месеци ексклузивно доење, до 2 години, ако е можно, како еден вид, значи, оброк кој би можел да го замени
дополнителната суплементација која е сепак важна, да почне постепено да се надокнадува од 6-тиот месец до првата година, а ако може истата да трае и до 2 години, тогаш зошто да не, доколку мајката може тоа да го прави. И сигурно да не биде тоа и нешто што ќе направи голема зависност, бидејќи знаете како во животот за се треба да се има граничник. Кога ќе се надмине граничникот и од едната и од другата страна, не е баш добро. Значи до 2 години, ако би можело тоа да во одреден временски период, особено навечер, кога е потребно да се почувствува топлината на мајчината кожа, тогаш таа навистина и сонот го прави поздрав. А сонот е здравјето на детето. И затоа сите овие фактори кои ќе ги наброиме заедно, ќе сватиме дека мајчиното млеко задоволството на детето го прави незаменливо, во исто време влијае неговиот сон, на неговиот раст, на неговиот развој, особено на развојот на менталниот склоп на идниот човек и на тој начин ја прави среќата во фамилијата. А сите, впрочем, заборавивме на тоа, дека најголемата среќа во фамилијата сепак представува детето. Доктор Софијанова, за крај не можам да не споменеме, да не ве прашам за дојнечка смртност, која веќе говориме за доење, за процесот, за грижата за предвреме родени дечиња. Значи, статистиките се уште покажуваат дека, барем последните, дека Македонија е втора во Европа по стапка на смртност. Како се доведовме до оваа ситуација да имаме поразителни бројки, поразителни црни статистики во Македонија? Тука се работи кои што се однесуваат на повеќе нивоа. Сигурно дека мораме пред се да размислуваме за примарната здравствена заштита, на која јас, независно што работам во терцијарното здравство, и ете дури сум едукатор, да речеме, во однос на идните студенти, како треба да се однесуваат со тие кои бараат од нив совет, не само и како студенти, не само примарните педиатри, не само оние кои што работат и во секундарното здравство, односно во болниците и ние на терцијарно ниво. Мораме малку повеќе да дебатираме на таа тема, бидејќи знаете, економски стандард на една држава представува дојначката смртност. Тука не смееме тоа да го заборавиме. Значи, колку истата е таква каква што е, тука малку треба да седнеме и околу тоа, затоа и Балканската школа, верувам дека ќе ни ги расчисти дилемите околу тоа. Таа ќе биде од 12 до 16 идниот месец и верувам дека ќе има голем одзив во Скопје и веќе имаме голем одзив. Јас сум пресрекна бидејќи ќе имаме гости од цела Европа и од Америка, а посебно што ќе имаме ексклузивни гости кои што ќе можат токму на оваа тема, поканети сте и вие како новинари, бидејќи без вас ништо не правиме ни ние, така ќе може да се прошират дел од работите кои ќе можеме заеднички да ги промениме, а не само да говориме, а да немаме реалност при тоа, бидејќи статистиките сепак говорат дека со предвременото раѓање и со желбата да се спасат дел од тие дечиња расте таа бројка и треба да ставиме точно граничникот кога ние ќе се решиме да ги спасуваме тие дечиња. Дали тоа ќе биде 23-та недела како што е во високо развиениот свет, каде што и условите за да може да се згрижат тие деца се малку поразлични, бидејќи тоа кошта, сепак е доста скапа работа. Од една страна, иако детскиот живот нема цена, тука сме го расчистиле тоа, или тој граничник на реалност при спасување на детскиот живот без последици ќе го поместиме реално на граничник кој што ќе биде прифатлив за нашата држава. А тоа по мене е 25-26 недела. Тука малку е моментот кога треба да расчистиме со оние бројки кои, да речеме, во дел се измешани малку повеќе и сепак сметам дека Македонија го има капацитетот да може да го надмине овој тренд кој што постои како таков и верувам дека кога ќе, бидејќи затоа е Балканска школа, ќе имаме гости од Словенија, гости од Хрватска, Босна и Херцеговина, доаѓаат председателите на сите здруженија педиатриски и ќе ми бидат чест и задоволство сите како наши гости, ако сакате да не поканите да можеме вака на отворено студио да дебатираме што се случува во Словенија. Словенија па има намален наталитет и тоа не ви исто параметар искрен и реален. Тогаш тој наталитет верзус морталитетот треба да биде израчунат. Исто што треба да се случи и кај нас, да видиме и реално како оди тој дел, бидејќи тогаш ќе веќе можеме да дебатираме за реалниот морталитет кај нас. И морбидитет кој што ние го спречуваме, односно го правиме со развивањето на овие интензивни единици кои малку можеби треба да ги поконципираме малку поразлично. Тука би требало да
малку повеќе дебатираме околу тоа како е тоа направено во Словенија, како е направено во Австрија, како е направено во Холандија. Моделите кои што ние ги земаме, а веќе сме имали искуства, јас имам и одлични искуства од Јапонија, например. Таму имате навистина многу нисок наталитет и многу низок морталитет. Сепак треба да размислиме околу тоа, да сакаме да имаме нормален репродуктивен период, да имаме нормална репродукција, веќе се повеќе и повеќе гледаме фамилии кои остануваат со едно дете, што станува со оние инвитро кои што да речеме се повеќе се раѓаат, и да не заборавиме. Мајката, без разлика на тоа колку сака својата кариера да ја направи таму каде што треба да ја направи, е прво мајка. Тука завршува приказната. Колку и да ме сватат тие што ќе го слушнат ова и да знаат дека јас својата кариера ја постигнува во мојот живот и достигнав до својот, да речам, плафон на некој начин, меѓутоа пак ќе кажам, прво сум мајка, после сум се друго. Тоа значи дека сум мајка на Марија Анастазија. Заврши приказната. Професор, доктор, шеф и сето тоа. Значи, репродуктивниот период на мајчинството се знае кога е. Негувањето на телото на жената и правилниот избор на живот преку добра исхрана и сепак добар ментален склоп, добар разговор, добро партнерство ќе направи здраво дете, како и да е да се роди пред време, со наша помош ќе можеме да го изведеме да остане сепак со здрав ментален склоп и здрави навики. А тие пак влијаат од коренот, а тоа е семејството. Да не заборавиме, сепак мораме да поработиме на сите тие нивоа. Доктор Софијанова, ви благодарам за гостувањето. Почитувани, ви благодарам за вниманието.